Во 1974 година, четворица македонски планинари за прв пат ја поминаа делницата од врвот Љуботен на Шарпланина до Маврово. Одејќи по планинските масиви на Шарпланина и Бистра, не знаејќи што ги чека на овој пат, тие ја поставија основата за едно од најубавите планинарски патеки на Балканот, но и во Европа. Во овој дел од светот ретко се наоѓа тура која на должина од 200 км поминува низ толку живописен и разнолик терен на надморска висина над 2000 метри. Идејата за оваа тура потекнува од неколку македонски планинари кои во 70-тите години активно се дружат на македонските планини. Кога се формираа веќе факултетите, се формира и планинарско друштво на електромашински факултет, тоа беше под името Елема да ги носи едните и другите ознаки. Во тој момент имаше многу млади луѓе, многу ентузијасти. Планинарското друштво Елема беше едно од најаките, ако не и најако планинарско друштво во Македонија. Во тие години од формирањето на Елема, па негде до можеби и 80-те години, Елема беше меѓу најактивните друштва во Македонија и авангарда, јас би рекол, во тој период на постоење. Во тоа време во Југославија почна да се развива високогорско планинарење преку трансферзали. Гледајќи ги и другиве републики, поготоа Хрвативе и Словенциве, стално кој ќе се сретеме со нив зборува де таа трансферзала и така натака, така да направиме и ние нешто. Јас добив допис од Универзитетското планинарско друштво на Загреб, во кој ми информираат дека поради тоа што Македонија нема планинарска трансферзала, тие се на идеја да направат трансферзала по Шарпланина. Тоа мене и сите нас нормално не погоди. Сепак не беше логично некој друг во Македонија да ја направи првата планинарска трансферзала. Јас се зафатив во организација на првата македонска западна трансферзала со моите пријатели да ја направиме пред да дојдат воопшто хрватите во Македонија. За таа цел ургентно почнавме да правиме физички припреми и да бараме спонзорства за средства. Собравме полека сили и горе-доле по нешто опрема и решевме да ја поминеме. Благодарение на нашата традиционална упорност, тоа го направивме и во 1974 година со автомобилот на еден наш другар отидовме до Вратница и четворица тргнавме да ја правиме првата македонска западна трансферзала. Во 2014 година за прв пат поречиси 20 годишна пауза, планинарското друштво Трансферзалец од Скопје ја организира оваа трансферзала. 16 планинари се собравме да ја поминеме оваа делница. Првата точка на турата е планинарскиот дом Љуботен. Знамиње без знамиње. Без знамиње со знамиње. Екипата се запознава и се прават последните подготовки. Првата македонска трансферзала е авангарден потфат во планинарството во Македонија. Со оглед на должината, обемот и времето во кое е формирана. Затоа што во тоа време наводно се броја луѓе на прсти колку се качиле. Значи, неделно дали се качуваат 10 души наводно. Знаеш како викаат бугарите, тоа, мислам, планинари се тази хора што идат таму каде што нема што да прават. Има луѓе кои планинарството има многу туѓо и па шо бараш вика? Кој е тој кеф? Што те е кефот? А веројатно адреналинот работи и цело време и чувствува задоволство некој. Моледва се змеја по небо се веја.
Rumene, ja, oj, more teče pravo za Soluna grada. По некоја случајност се формиравме ова првата група, првата четворка, да бидеме јас, нели, Климче, Митре и Тозо. Пепе и Митре беа као планинари, пешадинци што ги викавме ние, поискусни од нас во секој случај. Така да на некој начин и беа двајцата и као водачи на целата таа експедиција. Од оваа временска дистанца испадна дека ние бевме најхрабрите. Сепак четворица е премногу мала група за ваков потфат. Ние неавме никаква логистичка подкрепа. Да речеме од некое село да ни се донесе храна, да ни се пружи адекватна помош, не дај Боже. За среќа ние сите бевме добро припремени, носевме минимално количество храна, 2 шаторчиња и со таа, да не речам никаква опрема, во однос на денешнава, компарирам со денешнава, ние го изведовме тој потфат. Првата контролна точка е врвот Љуботен. Нарамени со тешки ранци минуваме под козја стена на патот до седлото под врвот. Ранците се полни со храна. Еј, тоа е тоа. Првите 5 дена од турата одиме по сртот на Шар планина далеко од било какво населено место. Освен тоа, сите носиме целосна бивак опрема, шатори, изомати и вреќи за спиење. Просечна тежина е 25 кг по ранец. На карта ја исцртавме колку што можевме да ја исцртаме према наше видување во однос на она што го имавме на располагање. Значи, не во природни услови, него во соба, затворени и пишувајќи забелешки каде, што, како, која варијанта. Со дено и со ноќе таму одседувавме, гледавме да биде, значи, атрактивна, меѓутоа и да ги офатиме сите можеби најинтересни места што е вредно да се видат во едно обкружување што ги дава тие планински услови, да речем природни услови. Сега целата таа трансферзала пред тоа ја испланиравме на карта, ама едно на картата друго веќе се снаоѓаш на терен. Зацртавме да биде по сртовите на Шар планина, што е и смисолот на трансферзалите. Трансферзалата треба да опфати континуиран простор, планински простор. Тоа не е како искачување на еден планинарски врв, тргнувате са бајле, стигнувате таму, спиете, се враќате и готово. Ова трае 5, 6, 7, 10, 15 дена, каде што носите цело време опрема и храна. Мојот ранец тежеше 30 кг, а беше предвиден за 10 кг. Са 20 кг во ранец од 10 кг, немаше други. Тогаш имаше стаклени шишиња, ајварот и сите други работи ги носевме се во стакло. Љуботен е најисточната точка на Шар планинскиот масив. Со своите 2499 метри јасно се издвојува од околината. Од врвот Љуботен продолжуваме покрај Ливадичкото езеро. Втората контролна точка е на врвот Пирибек. Во првите неколку минувања во 70-тите години се врши запознавање и испитување на теренот. Добар дел од местата по трансферзалата, дури и за тогашната армија, не биле познати и поминати. Од кога тргнавме, пробавме да не одиме и по класичниот пат. И имавме среќа да налетаме, јас ви кажам, во папрат на мечка, која што тогаш дали она се узбурка од нас или ние од неа. Меѓутоа тоа го поминавме и сакам да ви кажам, не ентузијасти, не осетивме некој страф, него рековме ова ќе ни се дешава и треба да бидеме спремни на тоа. Додека се минува Шарпланинскиот масив, трансферзалата минува на самата граница со Косово. Пријатно време не следи попат. Цветните ливади додаваат боја на целото искуство. Напорот и уживањето полека се мешаат.
Стигнуваме до Езерски врв, под чија сенка го поставуваме првиот камп за ноќевање. Отприлike знаеме колкава тура секој ден треба да поминеме, а потоа зависно од конфигурацијата на теренот биравме место за бивакување. Еј, овако ќе се оттегне, чут. У пољак. Поставувањето камп на планина секогаш е предмет на посебна логистика. На Шар планина нема многу места на кои може да се задоволат потребите на поголема група планинари за ноќевање. Морам да речем, бевме доста темелни. Мораше да се обрне внимание, хигиенските услови да ги запазиме и вода, за да може таму кај што ќе спиеме и да пиеме вода и да си измиеме нозе, нели? Бидејќи не ни беше зацртан патот и времето, станувавме уште во 5 саат, се припремавме и одевме. Вториот ден има подолга делница. 30 км пред нас со нови 2 контролни точки. Рано наутро се подготвуваме и поаѓаме. Едно од најважните работи на трансверзалата е доброто познавање на теренот, особено местата каде што има вода. Зацртавме дека ќе одиме така, се доека не стемни и да ги бележиме сите можни начини кај што има вода, места кај што има вода. Добро, Шар планина е карактеризира тоа што има вода, што е малку невообичаено на другите планини, има вода и над 2000 метра. Носевме боја со нас, 4 ред работи, но оној знак трансверзалец, уште на времето трансверзалата што беше си остана, истиот тој знак со кругот со елема. Делот на трансверзалата од Езерски врв до Бистрица оди по самиот срд. Каменетиот гребен е на висина од околу 2500 метри. Погледот оди до недоглед и од косовска и од македонска страна. И тоа трае. Планинскиот дел е долго околу 220 км. Ние на GPS-от оваа година меревме дека е 220 км треба да се испешат до симињањето пред Црвена вода. Ниедна планина нема толкова долг срд на Балканот над 2000 метри. Првите 4-5 дена нема под 2000 метри. Ако ја рачунате од Вратница и симињањето доле, имате разлика на качување од 6000 метра горе-доле. Да спиеш над 2000 метра 4-5 дена, треба да бидеш психички припремен. Тоа е најкарактеристичното, мислам, и тоа е што ја вбројува во Европа како посебна трансверзала. Ајде. Трета контролна точка е врвот Елема или Бистрица. Со своите 2651 метар е највисока точка на овој дел од Шар планина. Го Мјалчо сече кровите. Бидејќи тој врв и претходната генерација викаше обавезно се застане на тој врв, бидејќи од тој врв се гледа целата траса. Тој е врв кој, мислам, практично ја дефинира целата траса на трансвалата и затоа ние вака може да символички го нарековме Елема. Потоа, под самиот црт, продолжуваме кон Кобилица. Од таму, поизо Хипса се продолжува кон Караниколичките езера, каде што го правиме второто ноќевање. Јасно е дека се работи за една маршрута која е релативно тешка, мислам. Не е претешка ако човек ја добро испланира, мислам се издржува. Психички мораш да бидеш стабилен затоа што тој е напор, затоа што стварно е напорно. Луѓе полабилно психички ќе се откаже. А ти си задал некоја цел пред себе и веќе ако си психички стабилен, целта има да се истераш до крај. Ако не, никогаш нема да ја постигнеш. Друштво, сега се наоѓаме на... Знаете каде, на камп. Покажи ни само каде, чисто да знаеме што не очекува. Право, она е гледаш туткана. Оние карпети ги гледаш во облаци? Па позади ни. Позади тука ги спира. На оваа висина се чувствува оддалеченоста од урбаната средина. Осем неколку овчари, никого друг не сретнавме. Најблиските села се оддалечени на повеќе часов на пешачење.
треба да се води рачен од која точка и каде може луѓе ако се повреда да ги донесеш. Не е тоа 5 минути да го донесеш до пат. Треба цел ден да оди да го донесеш до пат. Поминала жена со еден бубрек, ја поминат на работа еден босанец на штаки. Само со една нога ја помина. Така да тоа искуство ни кажува дека танзалата може да се помине. Тие што ја водат треба да знаат како луѓето да ги водат и да им објаснат пред да тргнат кои се незините особености, кои се незините проблеми за да тоа се припреме. Носевме шатор за тројца, а бевме опремени со вреки, храна и ред други работи, лежалки за четворица. Се сеќавам една ноќ, некаде под Кобилица ли беше, или под Црни врв ли беше, некаде таму. Многу ладна ноќ беше. И останаме јас, Климе и Митре во шаторот, Пепи, као храбар, ке изиграва, ке спие надвор. И јас имав среќа да спијам надвор во таа вечер. И до 3 саат одспав, мислам не одспав, седев пред шаторот и кога дојде 3 саат, ја реков не можам да мрзнам веќе. Доволно беше, Митре излезе како другар од шаторот, се сменивме, ја влеговме од се. Па со шаторот се тесеше човекот. Толку смрзна. Не можеш да се смири, еден го топлиме некако. Затоа што Шарпанина е висока и преку ден можеш по кратки ракави да шеташ, али ноќе паѓа температурата на до минус паѓа. Околу температурните разлики, летно време, ако е таму негде околу 0 степени, во Скопје е 40 до 43 степени. Тргнуваш по кратки ракави, по куси панталони и успат вејавицата начека. Знаете, тоа е релативно високо. Срцето е над 2100 метра, нигде не си мије испод 2100 метра. И ако таму фати град и дожд, вие, бога ми, немате многу решенија да го решите проблемот со градот и дождот. 3-4 пати сме се вратиле преку 3 води, да речеме, доле во Лешок и од Лешок сме продолжиле после на Лешница. Третиот ден продолжуваме кон Скакаличкото езеро. Посебност на Шарпланина се и повеќето езера кои се на висина над 2000 метри. Одлична можност за попатно освежување и одмор. Од другата страна на планината се гледа Лешница. Понатаму патот не води кон изворите на Пена, каде што го поставуваме кампот за овој ден. Како опција може да се појде до Титоврв, до кој има 2 часа пишачење. Но ние одлучивме да останеме во кампот и убаво да се одмориме. 2000 колку? 2200 брич. Уживанци. Ово огледалото од војска ми. После првите 2 напорни дена, ова е првото место каде што можеме убаво да се опуштиме и да се дружиме. Многу често луѓето кои доаѓаат на звали не се познаваат меѓу себе, повеќе од нив, знаете. Мора со тие луѓе да комуницираш, да бидеш искрен и да бидеш близок и комуникацијата е на малте не како да се знаете 100 години. Делите и добро и лошо, делиш и храна, делиш и искуство, делиш и мислам се делиш. Може некому да му се случи некоја незгода, тогаш мислам, знаете, еден со друг треба да се пратат луѓето и треба да научат дека патека ги излужа луѓето. Четвртиот ден продолжуваме кон Шутман и Луково поле. Поминуваме под Трапезница. Лево од нас се гледа Белото езеро.
Пред нас се отвара хоризонтот на Шутман, а далеку во позадина се гледа масивот на Кораб. Лево од нас го оставаме врвот Рудока, а потоа и голема и мала Враца. Веќе сме на попитом терен. Високите врвови полека ги оставаме зад нас и одиме кон врвот Лера, последен врв на Шарпланинскиот масив. Постојано не прати убаво време. Осем плускавците и модриците на рамењата, што се сосем очекувани, навреме третирани, сите сме расположени и во одлична форма. Било каде на планина која се оди, кога човек е на карпа, на стена, во река, во било кои природни услови. Основно е да човек има чувство дека може некој да се потпре на рамето, да има како да викат раме за плачење. Ако го осетам тоа чувство, дека јас имам на кој да се потпрем, мислам дека еланот, желбата, можностите се зголемуваат и растеретен одам во било кој правец без да водам многу рачен. Со тоа што мораме да бидеме свесни дека онаа што го бараме од другите луѓе, треба и ние да го пруžиме. Колку што сме понесебични, толку е побаво за сите. 3, 4, Дојдовме до крајот на Шарпланинскиот масив. Потешкиот дел од турата е зад нас. На петтиот ден веќе имаме изминато 100 километри. Слегуваме од Шара кон Маврово. Нашата следна одредница е Галиштик. Значи храната на оваа експедиција се базира воглавно на тоа што ќе најдеме во природата. А ова е една од најубавите работи. Првичната идеја, мојата идеја беше првата македонска западна трансверзала да се простира само по Шарпланина до Маврово. Може би уште трагавме по некои нови варијанти и ред работи, меѓутоа 75-та година и тоа го постигнавме, што го сакавме и понатаму да го стигнеме до Охрид. Иначе трансверзалата основно би била од најсеверниот дел до најјужниот дел на Западна Македонија. После неколкуте првични минувања на западната македонска трансверзала, нејзиното официјално отварање е во 1985 година. Бројни планинари од тогашната Југославија и Балканот се приклучуваат на ова патешествие. Бидејќи ние водевме, мислам, бар јас водев многу групи, и обично се групите хетерогени. Човек кога води група, посебно се воделе групи по 40 души, има многу различни членови. Пред се во однос на возраста, од млади луѓе, речем, од 15 на години до 77 години имаат поминато на залата, што е, мислам, кажува дека е тоа тешка патека, али не е невозможно за поминување. Шестиот ден продолжуваме кон Лазарополе. Голите планински врвови и брда сега се сменети со шумски предели. Питомоста на пределот овозможува вистинско уживање. Посебност на овој дел се убавите стари македонски села со специфична архитектура и долга културно-историска традиција. Посебен предизвик е минувањето на трансверзалата во зимски услови. Суровоста на Шарпланина е привилегирано искуство само за неколкумина. Како ние во зимски услови ќе може да го поминеме и тоа нешто, да ги прошириме нашите фактички видици. Вистинска експедиција. Ова летното може да речеме дека е предигра за зимското. Во зимското нема. Во зимското
некоја се случува да не можеш и да излезеш од шатор. Значи, наидовме на голем снег, променливи услови, тешко движење, многу тешко одење, пушка носевме, пиштол носевме. Во спомените на планинарите се уште се свежи сеќавањето од првото минување во зима. Првиот пат се сеќавам, заради тежината на ранците, успеавме да дојдеме да спиеме тачно на козја стена. И тогаш што се деси? Почна да дува јужен ветер. И рековме дека ова не чини, ќе имаме проблеми. Меѓутоа не застануваме. Продолживме понатаму, го поминавме Пирибек со тешкоти и дојдовме до Езерски. Тука не фати големо невреме. Не фате страшна магла. А во плања, поготово таква плања као што е Шарплања, кај што е све голо, нема ни шума, ни марки, не знаеш дали одиш нагоре или надоле. Поготово ради снегот, пошто тежината и надалеку одиш, е тешко и нагоре кога одиш, е тешко, веќе губиш чувство дали одиш горе или одиш доле. Стоевме ден-два таму на место, не можевме да мрднеме. Заради невреме не се излегуваше од шаторот. Двајца останаа во шаторот, јас и Јован Поповски излеговме, пробавме да стигнеме до врвот горе до Езерска. Успеавме некако да се јавиме до базната станица овде, да ги нормализираме работите, бидејќи веќе после 2 дена се расчу дека ние сме погинати и дека нема трага од нас. Дојда екипа со джипови, не прифатија, ни дадоа да јадеме, ни да работи, вода да се напиеме и не однеса. Меѓутоа, можам да кажам само едно. Бевме упорни и рековме ќе ја поминеме што сака нека биде и после месец дена екипата ја сменивме малку, тога се приклучи повторно Тозија. Тука веќе доаѓа и психичкиот момент и физичкиот момент доаѓаат страшно израз. Затоа што во одредени моменти условите на шара се граничат со хималајски екстремни услови. Знае да дугне ветер по 30-40 км на сат, страшно знае да падне температура ноќе на минус 20, ладно и напорно. Плюс тоа треба сепак искуство големо да имаш, да избегаваш премини некој, мораш цело време по срдудиш, иначе отиде, потона во снег. Меѓу членовите на тогашната тура, особено се памети една ноќ под Кобилица. Застанавме под една карпа вечерта во маглата, ајде да се изгубиме, затоа што веќе ориентација комплетно губиш, кај си. Направивме бедеми од снег, затоа што веќе волци од сите страни почнаа да доаѓаат. Се спремевме со плински боци и цепини и цела ноќ не спиевме, бидејќи волците беа над нас и под нас. Кога се раздени во маглата, маца се дигна маглата, ги видовме волците. Волци кои што да ви кажам беа поголеми од магарини. А целата вако оружје што ги имаме, едно мало пиштолчивавме со нас. И само застанавме и тие избегаа, ние избегавме. Не да Боже да не нападне. Меѓутоа цела ноќ ни вија и таа ја нарековме волчја ноќ. Од Лазарополе тргнуваме кон Гари. Полека се префрлуваме од Бистра кон Стогово. Најголем дел од планинските патеки кои овде постоеле сега се изгубени и обраснати. Пробивањето по нив е посебно доживување. Каде има пат? Широк? Да, десно треба да одиме, да. Колку имаме до Гари? 15 минути. Чиме бе? Бедно! Ке ни изједат кучињата горе. Од Гари нагоре патот не води по текот на Гарска река. Okay, no, don't worry, some delay.
Терай, побрзо. Горе над бачилото го поставуваме последниот камп. Во прв момент кога ја трасиравме беше еден изазов, нели? И сакавме да постигнеме нешто големо, мислевме Бог да шеким. Тоа нешто од кога го постигнавме, од кога го поминавме сето тоа, свативме дека нешто може да се направи нешто повеќе, да биде достапна за повеќе луѓе. Значи да не е она јас уживав во сето тоа и викам ајде сега да пробаме да им го пружиме сето тоа наше задоволство што ние го осетивме како такво, да го пружиме на другите. На столово ги искачуваме голема и мала мегданица, последните контролни точки на оваа тура. Следна точка е првиот поглед кон Охридското езеро. Се назира крајот на патот. Минувањето преку Караорман е во опуштена и релаксирана атмосфера. Крајот на одењето е во селото Црвена вода. После изминати околу 200 километри, дојдовме до крајната одредница. Ајде, Сликај, мајсторе. ајде. 212,5. Кажите му на Неджато изведничкиот треба да не возиш. Човек кога ќе се вратев од трансверзалата, после Охрид бањат, нели, ќе извањат, се осеќав така пријатно. Доволно е и водно да се трчи, а не па да се оди 10 дена шапка, па да се осети човек. И те како снажен, бидејќи во тие 10 дена силно ќе налетат на низа препреки кои што ќе мора да ги разрешите на било кој начин. Ако сакаш негде да стигнеш, поминија Шар планини и нема да имаш проблеми никакви. Во било кој услови. Никогаш не е едноставно, никогаш не е лесно, има и убавина да видиш, меѓутоа ќе ги осетиш сите потребни работи што ќе ти се десат на било која планина што ќе отидеш и ќе може искуствено да реагираш во било кој момент како да се снајдеш во било која ситуација. Здраве.